Некако после номинацијата за Феми, мојата номинација за најдобро достигнување во кинематографијата од страна на Американската асоциација на кинематографери. Од тогаш сме тука во Лос Анџелес, имавме прилика да го почувствуваме целото тоа подготвување околу Оскарите, да имаме средба со членови на Академијата и едноставно чувството не може да се измери со ништо кога ќе кажеш дека имаш работено на Ханиленд. Реакцијата на сите оние кои што ги запознавме овде, кои што го гледале филмот е неверојатна. Желбата на луѓето кои што го погледнале филмот, не знам, видовте, бевме рамо до рамо до големи звезди кои што никогаш не бевме, ја лично не сум можел да сонувам дека ќе бидаме еден ден покрај нив на црвениот тепих, ама ете се случи тоа вчера. Нивната реакција е исто фантастична. Реакцијата дека Атидже на црвениот тепих е исто голема беше и имаше еден голем број на звезди кои што сакаја да се сликаат со Атидже. Снимателот на Скорсезе, Родриго Прието, туку многу ги има кои што изразија желба да ја запознаат Атидже и кои што дојдоа да ја оддадат почит за тоа што ја пренесе таа приказна која е представена во филмот. Не знам кои други би можеле. Да, Јоаким Феникс е еден од добитниците на Оскарот и тој е голем фан на Атидже и на целиот филм. Тод Филипс, режисерот на Джокер, е исто така еден од поголемите фанови. Сега не знам колку, можам да набројам уште многу. Така да може во една прилика ќе ги објавиме и фотографиите што ги имаме од тие наши дружби со големите звезди. Роџер Дикенс исто така. Тоа е сега што ми текнува од тие најмногу што се дружевме у текот на овие 2 недели, колку што сме овде пред Оскарите.